Добар ден, почитувани. Следите уште една нова Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Непрекинато хрчење, замор, главоболки наутро. Тоа не се само здодевни симптоми. Тие може да бидат знаци на опасна состојба, наречена ноќна апнеа. Што се случува со телото кога престануваме да дишеме? Како се диагностицира и третира оваа состојба и зошто се повеќе луѓе страдаат од неа? Разговараме со доктор Димче Марковски, специјалист по оториноларингологија. Ова интересно издание ќе го проследите веднаш по блокот реклами, а ќе имате можност да поставите прашања во програма. Останете на Телма. Ноќната апнеа е предупредување на телото дека има некаков проблем. А каков проблем е тоа? Ќе го прашаме денешниот гостин, доктор Димче Марковски, специјалист по оториноларингологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов. Добар ден на сите гледачи пред малите екрани. Ви благодарам за поканата да поразговараме на ова доста застапена тема со текот на денешницата. Што точно представува ноќната апнеа и на каков начин се разликува од обичното хрчење? Ноќната апнеа представува едно пореметување на дишењето по време на сон. Се разликува од обичното грчење или хркање поради фактот што тука имаме пауза, апнеи во дишењето кои може да бидат од 1 до 10 секунди, најчесто како во помалите варијанти, а може би да бидат и до 30 секунди во потешките варијанти и степени на ноќната апнеа. Како изгледа еден типичен напад на ноќна апнеа кај човек што спие? Тоа не би го нарекле баш напад, тоа се случува континуирано во текот на целата ноќ додека спие лицето. Значи по време на целиот сон може да имаме некаде од 400 до 500 апнеи, паузи во дишењето. И тоа го пореметува квалитетот на сонот, кој се одразува респективно на следните нормални функционирања на организмот за наредниот ден: изморување, нарушена концентрација и ред други. Така, значи во текот на целата ноќ може да бидат присутни овие прекини на дишењето. Да, и обично така се, не е само 1 до 2. Нормално, кај сите луѓе имаме едно запирање на дишењето кога спиеме, но тука се разликува бидејќи кај една нормална личност што го нема тој здравствен проблем е некаде од 0 до 5 апнеи, да речеме, во 1 час. Додека кога зборуваме за степени на апнеа, нели, ноќна апнеа, имаме мал, среден и тежок вид на апнеа. Во малиот вид се негде од 5 до 15, во средниот се од 15 до 30 и веќе тешкиот степен на нарушување над 30 во час. Во час? Во час. 30 прекини на дишењето. Точно. А може некој да има тешка форма на апнеа, а при тоа да не хрчи воопшто? По принцип не е тоа толку возможно, бидејќи пред да се случи продишувањето после апнеата, значи тука имаме глад за кислород, организмот се буди, алармира и тука имаме едно форсирано дишење, будење на пациентот, за кој најчесто тој не се сеќава дека нема спомен дека се буди толку пати во ноќта. Но тоа е страшно за оној што го наблюдува. Да, до оној што спие покрај него. Точно, обично партнерите се тие што го забележуваат проблемот. Точно така, да. Кажавте дека има различни форми на ноќна апнеа. Така. Може да бидат обструктивни. Точно, најчесто и со оние кои ние се занимаваме во нашава специјалност се обструктивните ноќни апнеи. А кои се другите? Другите се централните апнеи. Што значи тоа? Централно пореметување, нели, централна апнеа значи кога централниот нервен систем не праќа импулси кон органите за дишење, кон дишната мускулатура, за да се активира расширување, обдишување на белите дробови. Веќе тука имаме некои централни невролошки пореметувања, тука повеќе со невролог специјалист, повеќе околу тоа би коментирал поконкретно, каде ние се занимаваме со обструктивната апнеа. Тоа ќе рече дека имаме пречка по дишните патишта. Една од нив е кај дечињата третиот крајник или аденоидната вегетација,
палатиналните тонзили или крајниците во грлото кои се познати кај народот. Потоа друга пречка во носот е крива носна преграда или девијација на носниот септум, носна полипоза која е пак една бенигно образување кој може да биде воспалително или алергиско. И другото пореметување може да биде зголемен корен на јазик, зголема лингвална тонзила, јазичен крајник, еден вид, за да ме разбере јавноста, и разни малформации во мандибулата или долната вилица, зголемениот обем на телесна тежина доста игра. И сега го споменавте, ја споменавте зголемената телесна тежина. Вела дека тоа можеби е главниот виновник за ноќната апнеја. Па како телесната тежина може да доведе до прекин на дишењето во сонот? Одлично прашање. Јас на сите мои пациенти кои се решаваат да ме послушат каде што има потреба од интервенција оперативна, им објаснувам дека тоа нема да биде 100% успешно ако не намали барем 10 до 20 килограми на својата тежина, бидејќи најчесто тие пациенти кои имаат проблемот се со наднормна телесна тежина. Што се случува? Кога спиеме, нормално сите мускули се олабавуваат, се релаксираат. Кај луѓето што имаат зголемена телесна тежина, кај нив имаме обично низок, краток и дебел врат и веќе пообемни мускули на вратот. Од таму респективно и на мускулите на мекото непце, мускулите кои го движат јазикот. При спиење, се олабавува мускулатурата и особено кога е по грб, пациентот има уште поголем проблем за дишењето, бидејќи колабира, се релаксира и го стеснува потокот на воздух. До целосно запирање и тука веќе се јавува апнеата. Во најмала рака им даваме совет да спијат на страна, лева или десна, каде ќе биде во помал степен, но каде го има проблемот, тоа не менува баш многу, но сепак им поможува до извесен степен. А дали полот има некаква улога кај ноќната апнеја, односно дали мажите се попредиспонирани на ноќна апнеја во споредба со жените? Во последните статистики што медицинските лица специјалисти за сонот ги имаат направено, тоа е 1:2. Да, мажите најчесто, да речеме секоја година се регистрира по околу 10 нови пациенти со обструктивна апнеја, дури и во нашава држава од 5 до 10. Тоа респективно до менопауза е на половина кај жените, но веќе со менопаузата се изравнува процентот. Така, значи со возраста е исто така ризик фактор. Кога сме помлади, повеќе внимаваме на нашиот изглед, повеќе сме подвижни, активни, а веќе тука и хормонален дисбаланс имаме, па затоа зголемување на телесната тежина обично во покасниот период од животот, кога луѓето после своите работни активности се опуштаат, се олабавуваат и не внимаваат точно баш на телесната тежина. А што е со наследноста? Ако имаме некој во семејството со ноќна апнеја, голема ли е веројатноста и ние да се случиме со истата мака? До толку не е тоа изразено. Може би да има генетска предиспозиција во однос на обструктивната апнеја, да речеме кога родителот како дете имал проблеми со тонзили, со крајници, тоа да биде изразено и кај неговите наследници, но обично не е до тој степен наследноста застапена како фактор во ноќната апнеја. Докторе, може ли да се јави ноќна апнеја кај здрав човек, кој што нема ваков проблем, доколку се напие алкохол пред спиење? Да, точно. Алкохолот дополнително не опушта и тоа влијае повторно пак респективно кон релаксација на мускулатурата. Затоа и кога сме изморени или кога сме под дејство на некој анксиолитик, таблети за смирување, за спиење, го зголемува фактот од апнеи преку ноќта. Ноќната апнеја е сериозен проблем, бидејќи прекинот на дишењето остава последици. Пред се по кардиоваскуларното здравје. Точно. Срцето и крвните садови секогаш страдаат
такавие пациенти? Кардиоваскуларните проблеми се во доста голем обем застапени, исто така, значи имаме инфаркти, имаме централно нарушување, инсулти. Се зголемува ризикот за инфаркт? Се зголемува ризикот за инфаркт. Пред се станува, кога сонот ни е нарушен, нас ни паѓа и имунитетот, нели, податливи сме и на болести. Нервозни сме. Нервозни анксиозни сме, точно, намалена ни е концентрацијата. Доста опасно е за луѓето што страдаат од овој проблем, а не обраќаат внимание, а особено шофираат или возат, може да се деси и сообраќајна незгода. Чисто еден сликовит пример, да кажам, пред неколку години, кога имав бојаджи во својот стан, главниот бојаджија имаше апнеа, тој беше 170 килограми. И ми објаснуваше како на час и половина тој мора да поспие 15 минути. Легнува на подот и спие. Значи, влија на квалитетот на живот, на дневната енергија, постојано е поспан. Да. Може ли да ке мажите тоа да се одрази и на сексуалната енергија, на либидото, на еректилната функција, односно дисфункција? Либидото е засегнато, особено, нели, кај машката популација, бидејќи веќе по хиерархија на мотивите, значи основните мотиви не ни се задоволени. Хранење, спиење, одмор, и кога него му е нарушен сонот, тој нема како да размислува на другите мотиви кои се на втора етапа, да речеме. Значи, ни за симптоми се јавуваат. Пациентите ги поврзуваат овие проблеми со сонот и со ноќната апнеа или не се свесни? Доста ретко, можеби да речеме денес со современата технологија и достапот до интернет, луѓето повеќе се интересираат и повеќе обраќаат внимание на себе и веќе доаѓаат со конкретни прашања дали ова може да е ефект на ова и така натаму. Во секој случај, ноќната апнеа, заморот, нарушена концентрација, нели, нормалното функционирање на работните активности, тоа организмот ни праќа знаци. Доколку ние ги следиме, ќе спречиме да настанат компликации. Доколку ги анулираме или ги англижираме, тоа ќе прерасне во посериозно пореметување. Доста често се јавуваат и метаболитни нарушувања, значи еден од причините, да речеме, со нарушениот сон и спиењето е артеријалната хипертензија или покачениот крвен притисок, дијабетот, кои ги срамнуваме на исто ниво како апнеата, нели, сериозни пореметувања кои доколку не се лекуваат, доаѓаат до подруги компликации. Колку често се јавуваат пациенти со ваков проблем кај оториноларинголозите? Искрено не е во голем број процент, да речам во последните години малку повеќе ми направи впечаток дека обраќаат внимание и се јавуваат, но порано сопругот ми грчи, тоа е. Грчи, уморен е, цел ден работи и така натаму. Но денес се повеќе зборуваме и наблегнуваме кон квалитет на живот и тоа веќе го нарушува и на брачниот другар. Сонот и неговата активност преку денот. Така да се зголемува процентот, но не се доста често. Повеќе би рекол се од обструктивен карактер, повеќе кај дечињата застапени, бидејќи кај малите поради фактот дека во детската возраст чести инфекции и поради честото боледување имаме едно зголемување, хипертрофија на палатиналните тонзили и на третиот крајник или аденоидната вегетација и тука се јавува грчење, доаѓаат детето грчи како возрасен. Така, значи и децата грчат исто како возрастните. Да. Тука веќе ние настапуваме. Нормално не секогаш советуваме операција, бидејќи јас секогаш ја оставам на последна постојка операцијата. Прво, нели, пробваме со конзервативно лекување. Претежно кај третиот крајник тоа е со локална терапија на спреови во носот. Некогаш сега според нови протоколи се додаваат и други таблети, така да во голем број процент успеваме да постигнеме ефект само конзервативно, без интервенција. Ке ги вклучиме и гледачите, докторе. Доколку имаат прашања на оваа тема, слободно може да се јават на телефонскиот број кој што е испишан на екранот. Емисијата е контактна од овој момент. Докторе, како изгледа оториноларинголошкиот преглед кај пациентка кој што постои сомнеш дека има ноќна апнеа? Без разлика дали е дете или возрасен. Претпоставам дека ист прегледот или не? Точно. Пред се ние правиме една риноскопија, тоа е оглед на
дишењето и функционирањето на носот и носните ходници. Така. Тоа е првото нешто што го гледаме. Потоа гледаме фарингоскопски или оглед на грлото и тонзилите, крајниците. Тука при, да речеме, една доста поизразена хипертрофија или зголемување на третиот крајник, го гледаме и на тој преглед. Со текот на современото лекување и диагностика, веќе имаме и фиберендоскопски наод, тоа е со најмала камера преку носот, се оди до носоголтникот, точно таму каде што се наоѓа, или епифарингсот, каде што се наоѓа третиот крајник, тоа е аденоидно ткиво, и гледаме кој е процентот на обтурација, на засегнување на тој простор и колку проценти има воздушен поток. Тоа не води до каков вид на терапија, поагресивна или послаба да пишеме. Но... Тоа е полисомнографија? Не. Точно сега сакав да објаснам, но златниот стандард за апнејата е полисомнографија. Тоа е снимање на пациентот по време на сон, неговите апнеи, дишењето, и точно се гледа колку апнеи, кој вид на... Тука се водиме по индекс апнеа, хипоапнеа, кој индекс колку е застапен, она што претходно го објаснав, во кој степен е мала, средна или тешка форма апнеата, и тоа се отчита. Сега веќе постојат и подвижни... Тоа се правеше во специјални медицински лаборатории, каде што пациентот требаше да преноќи во болничкото установа или лабораторија, но сега има и подвижни со мемориски картици и после се отчитаат од медицинските специјалисти на сонот. А дали може пациентот кој што се сомнева дека има ноќна апнеја да си направи тест дома? Дали тоа веродостојно? Видете, тоа нема да биде точно и конкретен одговор, бидејќи сепак има потесни специјалности кои се занимаваат со тоа и треба да се довериме на луѓето што имаат искуство со тоа. Самите симптоми може да доведат до една характеристика дали ја има ноќната апнеја или не, она што главно го рековме, поспаност преку денот, значи се будат уморни. Нарушена им е концентрацијата, раздразливи, агитирани се, значи нервозни, доста често можат да влезат во конфликт, спијат преку денот. Тука се оние симптоми кои треба да алармираат и во домашни услови луѓето да разберат дека имаат проблем. Исто така еден од симптомите е засушено грло наутро кога ќе станат, бидејќи носот има неколку функции, пред се заштитна, да попаднат разни честички во белодробното крило, во дишникот, трахеата, има овлажнувачка функција и кога дишиме на устата, нема овлажнување на воздухот и директно оди на легавицата на грлото и таа станува посува и поиритирана и грлото ни е малку чудно, потешко голтање наутро. Значи и во текот на сонот треба да се диша низ носот. Точно. Дишењето на устата, што сакаше доста често да го кажува тоа еден мој професор, е толку грешно колку што е грешно хранењето преку носот. Аха, апсолутно, значи неприфатливо. Точно. Така, сега, дали секој што има проблем со харчење, ќе има со текот на времето и проблем со ноќна апнеја? Не мора да значи тоа, не. Значи, на сите ни се случува да грчеме кога сме преморени, кога непосредствено пред сонот сме конзумирале чашка, 2 алкохол или некогаш повеќе, и тоа сепак се одразува, така да не мора да значи дека понатаму ќе има проблеми, ниту пак означува дека ако лицето не е обезитно, не е дебело, дека ќе има проблем. И слаби луѓе имаат проблем со ноќна апнеја. апнеја. А оние кои што имаат некоја поблага форма на ноќна апнеја, значи ли дека со текот на времето состојбата ќе им се влоши? Видете, зависи од начинот на живот. Мислам дека ковидот, короната беше еден аларм кон луѓето се повеќе да обратат внимание на нивната физичка активност. Барем тоа е едно мое видување, доста луѓе што ги познавам и подобро или помалку,
купија велосипеди, купија ролери, почнаа да се качуваат по планини и да речам тоа беше еден позитивен импакт од короната, нели, покрај негативниот кој нели не го промени начинот на живот, но сепак мислам доста алармира тоа, повеќе се зборува за поквалитетна исхрана, протеинска исхрана, ограничено внесување на јаглехидрати, така да не мора тоа да биде конкретно. Ја ќе ги потсетам уште еднаш гледачите дека емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Тилма јас верувам дека ви ќе испишан на екранот и на тој број ќе можат да се јават и да постават прашање во денешната емисија. Докторе, ние продолжуваме понатаму, кое е решението, односно кои се терапевските опции кај лицата кои што страдаат од ноќна апнеја? Кога имаме проблем, еве да тргнеме од помладата популација, кога е проблемот со третиот крајник или тонзилите во грлото, имаме амбулатски третман на ноќна апнеја, тоа е целонелит лазер, радиофреквентна аблација, што го имаме во клиниката Жан Митрев. Тоа всушност представува променување на структурата на ткивото на легавицата, дали респективно тоа се работи за носот, каде што имаме, да речеме, најчесто при алергиски ринити една хипертрофија, едно зголемување на носната легавица и прави едно преструктурирање на ткивото и нивно собирање. Еден начин да го зголемиме протокот на воздух. Просторот што е ограничен, ние да направиме повеќе простор. Тоа може исто така на мекото непце, значи околу ресничката или увулата, висулката меѓу крајниците. Таа некогаш е голема, таа знае да го дразни коренот на јазикот, да предизвикува сува кашлица, чувство на странно тело во грлото. Тука ние редуцираме некогаш третина, некогаш половина од незината должина, но не треба целосно да се отстранува како во минатото, бидејќи таа има доста важен момент. Тоа е патот на секретот од носот кон грлото, слевањето, за да може ние да го искашламе или да го голтниме. Значи тоа е хируршко решение. Тоа е хируршко, но имаме амбулантски третман. Но има и предходно, предпоставам, некои чекори кои што водат до сето ова. Или ова понекогаш може да биде и првата варијанта за решение? Зависи од состојбата, сепак, нели, доколку се работи за хипертрофија на носната лигавица, тогаш пробваме со амбулантска конзервативна терапија. Доколку немаме ефект, го предлагаме тоа и веќе на како посериозен пристап е хируршкото лекување, хирургија на носот, додека целонелит лазерот може да се користи и за тонзилите, нивно намалување. Во амбулантски услови со локална анестезија до некаде може да се наречи дека е безболна процедура, пациентот нема потреба од хоспитализација, освен кај помали дечиња, каде што тоа би било стресно, па да го избегнеме тој момент. Имаме гледач, ќе му дадеме предност да се вклучи во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Убав ден да имате и се најдобро. Ви благодарам, ви посакувам и вам убав ден. Ме интересира ако може доктор да ме објасни. Од време на време, стално не, али од време на време, нека така од 2-3 недели, при спање изгубим воздух и не може да примам воздух, мора да истрчим на прозор, да примам воздух, да повлечем, како да ме загуши. И од време на време ми се сушат устата и некад крчење имам. Па ќе молам ако може докторот нешто да ме објасни што треба да се преземе. Докторе, да немате некое прашање? Не. Во ред, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ви благодариме за прашањето, господи. Пред се треба да се направи еден оториноларинголошки преглед, да посетите специјалист по уво, нос и грло, за да ја види проодноста на носните ходници, како е дишењето на носот, да ја види состојбата на фарингсот или на грлото. Секако, доколку нема пречка од наша страна, гледам дека кај вас се јавува посериозен глад за воздух, кој ве тера да се разбудите, да одете до прозорот, за да може да дишите. Тука може би станува збор и за некоја обструкција на долни дишни патишта. Зборуваме кон белодробието, така да може би да има потреба некојаш и од образна диагностика, веќе консултација и со пулмолог, нели, специјалист интернист кој се занимава со болести на долни дишни патишта, за да се стигне до конкретно
диагностицирање и лекување на вашиот проблем. Значи задолжително преглед. Задолжително преглед, подобро е еден излишен преглед отколку пропуштен. Докторе, а што е со маските што се носат во текот на сонот? Ципап маските, Ципап, верувам така. дека за нив мислите. Кај потешките и кај средните типови на апнеа, ние советуваме да се користат, бидејќи и хирургијата не секогаш може да даде до позитивен одговор. Затоа Како функционираат тие маски? Тоа е инсуфлирање, значи под притисок на воздух по време Добра. на сон. Изгледаат како маска на пилот, го опфаќа и носот и устата. Зошто? Поради фактот што кога пациентот е релаксиран по време на сон, имаме потреба од форсирано инсуфлирање под притисок на воздух, за да може да се преодолее, да се премости таа обструкција која е, да речеме, ако коренот на јазикот е пообемен и го затни, да речеме, грлото и дишникот. Така да ципапот исто е вклучена и дестилирана вода која го овлажнува воздухот, она што го кажав претходно, нели, зошто носот не е важен, бидејќи тука е собниот воздух во просторијата, под притисок се инсуфлира во грлото и го преодолува тој проблем. Точно ли е дека СИПАП маските се прилично непријатни за пациентите, па ти избегнуваат да ги користат? Секако дека е така, доста индивидуи на почетокот не ги прифаќаат, но покасно кога веќе им се подобрува квалитетот на сонот, гледаат дека функционираат подобро во текот на денот, ги прифаќаат. Ете, доста често зборуваме за тоа и со пациенти, можам да споделам и искуство од блиски, каде што било потребно и 4 месеци да се прилагоди личноста за користењето на апаратот и неговиот бенефит. Имаме гледачи, па ќе продолжиме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете. Абе, јас се јавувам во име на жената. Аха, Она исто хрче, така. ама што знам, многу пати само фанам така со раката, пална ме не и она прекине тоа. Имаме одено во Штип, там на тие оделенија, дадеа некој лекарство, меѓутоа нема никаква фајда. Па предпоставам прашањето вие што може да се направи за да се реши проблемот. Да, да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што советувате? Господине, прашањето е на место. Советувам во случајот кога сте биле на преглед, ви дале терапија и нема ефект, и доколку немате направено полисомнографија, да се изврши тоа, за да ни даде увид дали има и каде е проблемот. Значи, подетелен преглед за да се детектира точно каде лежи проблемот. Точно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве слушаме одлично, повелете. Поздрав. Ало? Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, за да можеме нормално да комуницираме. Поздрав до студиото. Поздрав до студиото. Ви благодарам. До докторот Добров. Вака, на возраст сум 73 годишна, Така. личност. Вака, ноќно време, добро, крчиме свели сите и така, меѓутоа, што легнам на грб, Добро. и веднаш скокам, апнеја добивам. Значи, Ви прекинува 2 минути дишењето. ако полежам, и мислам ме изфрла од кревет апнејата. Зошто се, мислам, што е тоа што се работи? Значи, само доколку лежите на грб го чувствувате тој проблем? Обично лежам на страна, на грб никогаш не. Меѓутоа во сонот ќе се завртам на грб и Тоа ќе ве разбуди. одма дека како да ме изфрла од кревет. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Многу пријатно. Пријатно. Докторе, што ќе советувате? Господјата и до некаде сама
си реагирала и се труди да спие на страна, тоа ќе беше мојот прв совет. Друг совет може да ви помогне да спиете на повисока перница или да ставите 2-3 перници во малку подисправена состојба и да видите тоа може да ви ја подобри состојбата. Да пробате со тоа прво. А ако не помогне тоа, сепак направете на консултација со увонос и грло. Со оториноларинголог. Да. Докторе, дали понекогаш може да помогнат оралните апарати? Оралните апарати да зборуваме како за бруксизам или... Оние кои што се ставаат по уста. Добро. Тоа е делумно каде проблемот е кон коренот на јазикот и мускулатурата околу јазикот, зголемена јазична тонзила. Тука може да помогне со излекувањето, да речеме, до извесен степен. Има разни модификации хирушки кон тоа каде што е проблемот тој дел со правење на костен прозорец на самата мандибула, бидејќи мандибулата или долната вилица за да е јасно, најчесто мускулите на јазикот се припојуваат, се врзуваат на внатрешниот дел долната вилица, така да кога проблемот станува тука, тогаш може да помогнат тие протези. А може ли проблемот да се повлече само од себе, нокнетна аптеја да исчезне? Тешко дека сам по себе ќе се повлечи. Тоа сепак зависи од индивидот, нели, да обрати внимание, да биде поактивен, да биде да направи промена во животот, да направи промена во животот, да не се храни барем 2 до 3 часа пред сон, да не пие алкохол во тој временски период. Дури има и едно златно правило, 10 часа сон, 3 часа пред да започне сонот, да не пие алкохол, да 3 часа да не се храни и 10 часа да спие. Да легнува во исто време, за да може да се запази пак една хигиена на животот, значи работа, одмор, сон. Само тогаш може да постигнеме резултати. И намалување на телесната така, тежина. Оние кои што имаат прекумерна телесна тежина, колкав процент треба да загубат, колку килограми да загубат за да почувствуваат подобрување? Видете, секогаш во моите објаснувања, бидејќи не можеме ние да очекуваме дека пациентот 50% од својата телесна тежина ќе ја изгуби, тоа е доста подолг процес. Секогаш тие се обично над 100 килограми возрастни индивиди кои имаат проблемот и мојот совет е секогаш да се трудат 10 до 20 килограми барем да ослабат и во тој момент веќе го имаме намалување на интензитетот на проблемите. Тие сами увидуваат и ако се потрудат повеќе дека ќе има уште поголем ефект. Но да очекуваме дека наеднаш 40 килограми од 120 на 80 ќе дојде, малку е невозможно сепак. А доколку се применува, да речеме, антиинфламаторна исхрана, бидејќи на интернет кога ќе побараме, кога ќе истражиме, излегуваат најразлични диети кои што ветуваат резултат кај ноќната апнеја. Мислам дека доста и позната е последно време и користена од доста луѓе кето диетата, всушност, нели, протеинската исхрана и тоа значи, нели, помалку јаглехидрати, повеќе протеини, помалку образување на масти, тоа што топење на масти, неогеногликолиза. Така да исхраната антиинфламаторна вклучува повеќе зеленчук, овошје, како што последно време џумбирот е доста застапен како антиинфламаторен лек и доста го користиме дури и ние во Македонија. Секако дека сето влијае. Сепак навечер полесна храна, не биде заситена доста со масти, помрсна. Сепак овошјето и зеленчукот да преовладуваат. Тоа сето може да доприноси, но само како фактор не може да ја реши состојбата. А дали сите овие третмани ќе го излекуваат проблемот, односно ноќната апнеја ќе исчезне за секогаш или се за контролирање? Кога станува збор за обструктивната апнеја и тоа е најчесто, да речеме, крива носна преграда, зголемени аденоидни вегетации или палатинални тонзили крајници, ние успеваме да ја излекуваме потполно. Со отстранувањето некогаш кај едно 3-4-5 годишно детенце на носниот крајник, третиот крајник, тоа престанува да грчи воопшто, диши на носот, спие мирно и се зголемува апетитот, бидејќи кога е нарушено носното дишење кај дечињата, тоа намалува и
тоа доведува до намален апетит и недоволно надавање на телесна тежина според педиатриските контроли и пропишани стандарди. Дали со текот на растењето овој крајник ќе се намали? По принцип, физиолошки третиот крајник намалува во пубертетот и понатаму. Треба комплетно да исчезне, но доста често сме го среќавале кај возрастни личности и кога најмалку се сомневаме ги праќаме за хистопатолошки да не се открие и некоја малформација. По принцип, да ви одговорам претходно на прашањето, некогаш и не може целосно да се излекува и сепак ципапот не е еден од методите кои треба да продолжи да живее Онаа маска. Точно. Да. Кога веќе тука намали индексот на апнеја и хипоапнеја, тогаш веќе може од носот да се спуште само на устата, да се модифицира, но по принцип кај доста личности, а и само ципапот ќе биде доволен, без хируршка интервенција. Не секогаш е потребно хируршка интервенција. Ќе вклучиме прашање од гледачи во продолжение на денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. Сакам да прашам за мојот случај. Јас веќе 12 години како спијам со маска и ностоп ги имам проблемите со хрчење, дали ќе спијам на страна, дали на грб, дали било како, и не ми помага ни маската. Имам крајници оперисано, 90-та година уште војска, а сега сум 55 години. И не сум во Македонија, затоа прашувам во Страсбург, имам правене тие испитувања во тука се како кажавте ви, во лабораторија за спиење. Така? И веќе 3 пати имам одено и пак кога ќе станам после маската со маска спиење, пак сум уморен, пак сум заморен цел ден, а не сум ни превише дебел, да речеме 85 кг. Колку килограми рековте? 85 килограми, а 173 центиметри сум висок. Така. И како изгледа, ве кажете ни, да се спие со маска? Неугодно е да се спие со маска, смета нон-стоп, ама порам, а и со неа не ми помага, и преку неа крчам јас, преку маската. Така. Прашањето ми е сега до докторот. Што може да се направи за да се реши вашиот проблем, предпоставувам? Дали може во Скопје да се дојде како пациент на приватно тамо да се направат испитувања? Така. Јас сум во странство, не сум во Македонија моментално. Дали има услови тамо да се направат такви термини, такви испитувања, да провериме тие работи? За вашата состојба. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Секако, господине, дека може. Ние во нашата клиника правиме полисомнографија, ќе видиме повторно еден детален орала преглед, да видиме состојбата на дишните патишта, носот, грлото, хипофарингсот, дали може би имате и проблем со киселини од желудник, гастроезофагиална рефлуксна болест, она кисела содржина во грлото, метален вкус. И тоа може да создаде проблем? Ако го има, тоа може и дополнително да даде и промена на гласот, така да доколку има таков момент или користи таква терапија, сепак мојот совет ќе биде вечерата да биде порано, кон 6-7 часот, најмалку 4 часа пред спиење да биде самата вечера, со што ќе овозможи да ги нема тие други дополнителни проблеми. Иначе секако дека може да дојдете, ќе се консултираме и се во рамките на нашите познавања и можности ќе направиме. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се јавам, овде гледач од само да го слушам телевизор. Така, намалите го тонот на телевизорот. Вака, на 66 години сум. Така. И имам проблем, значи, кога спијам на лева страна, немам проблем. Се свртам на десна страна, тогаш проблемот се јавува. Значи, доаѓа до гушење, доаѓа до сушење на грло, еве и сега ми е суво грлото. Што сега друго да ви кажам? И понекогаш и тахикардија ми се јавува, значи забрзано дишење. Аха.
Така, но тоа кога спиете на која страна рековте, кога На спиете? десна кога ќе се свртам. Се не можеш ти цело време на лева, значи можеш да се мрдаш лево, десно. А како е дишењето преку носот, господине, кога сте во исправена Не ми е состојба? баш добро. Молам? Често пати шлајм имам Аха. во себе. А Значи, дишењето, протокот низ носот, добро дишате низ нос? Или едната е запушена или другата носница. Значи, сепак треба, мојот совет е да направите една микробиолошка анализа, еден брис од нос и од грло. Може би причина за тој шлајм да биде една бактерија, тоа дополнително ви прави оток на носната лигавица. Прво тоа направете го со, да речеме, вашиот матичен лекар, потоа, доколку има потреба, консултирајте се со орала специјалист, за да се види риноскопски натрешноста на носот, дали имате крива носна преграда, некаде кај некои возрастни личности, како што претходно спомнав, може да најдеме и зголемен трет крајник, кој обично не треба да го има, но во мал процент сме го наоѓале. Така да направете ги тие консултации и прегледи и тоа ќе ни даде до некаде состојба, бидејќи самиот факт што кажувате дека кога ќе легнете на едната страна или на другата, јас сметам дека кај вас можеби има проблем со крива носна преграда, бидејќи кога сме во хоризонтална положба или легната, кај вас сигурно тогаш е уште потешко дишењето на носот. Тоа е од фактот дека крвотокот кога сме во хоризонтална положба оди повеќе кон главата и носната лигавица повеќе се отекува, раздува. Доктора, хирургијата може трајно да го реши проблемот со ноќната апнеја? Секако дека може, но сепак е златниот стандард полисомнографија потребен за да знаеме има ли потреба или нема потреба од хирургија. Како што спомнав и претходно, некојаш некои состојби може да ги реши и апаратот. Постои едно друго испитување кој се применува во доста земји, тоа е DICE методата. Тоа е под дејство на лекарства, се индуцира сон и со ендоскоп, со камера се влегува и се гледа каде е всушност колапсот на мускулатурата за да се насочи хирургот кон тој дел. Од последните најпоследните достигнувања во оваа област со ноќната апнеја е имплементирање како на пейсмейкери во мускулатурата на градниот кош и при секое повдигање на градниот кош тој прави испраќа импулси и контракции на мускулатурата во грлото и се постигнува ефект. Значи, оди науката напред, медицината напред и очигледно на повидок е и некое поконкретно и поедноставно решение за пациентите. И што би им препорачале на крајот на денешната емисија на оние луѓе кои што рчат во сонот и кои што се сомневаат дека имаат ноќна апнеја, но сепак не одат на лекар? Внимавајте кон вашата исхрана, она што внесувате тоа сте и вие, така да внимателно подбирајте исхраната, не претерувајте со конзумација на алкохол пред сон, која тоа дополнително и кај нормални личности доведува до хркање или до апнеи. Физичката активност пред се не ја заборавајте, една прошетка во природа добро би влијаела за вашето здравје и за централниот нервен систем и за вашето расположување. Нека не биде постојано да сте пред малите екрани или пред мобилните телефони, повеќе контакт со природата, кој има можност спортски активности и доколку имате проблем, сепак обратете се додека е време. Онаа тахикардија, зголемен крвен притисок, некогаш може да биде и од нарушување на сонот. Докторе, обично дали партнерите се тие кои што ги убедуваат? Најчесто. Оние кои што имаат ноќна апнеја да се јават на лекар? Најчесто, да. Бидејќи нивниот сон е нарушен, Секако. а и се секираат за здравјето. Обично на сопругот, но ете видовме и на сопругата се јави пред малку и сопруг кој што има, често сопруга има Така е загрижен за својата сопруга. Поздрав до сопруга. еден ваков предизвик. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за бројните појаснувања поврзани со ноќната апнеја. Убав ден.
Почитувани, ова беше уште една емисија која што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Не заборавајте да не следите секој работен ден во 12 часот и 50 минути, бидејќи заедно учиме за нашето здравје. Пријатно!